Аналитичарот Алберт Муслиу очекува ВМРО ДПМН да се предомисли и да гласа за уставните измени и вклучувањето на бугарите во уставот. Ова доаѓа од како петте министри на ДУИ ги депонираа своите оставки до премиерот Ковачевски, кои се условени со подршка од страна на партијата на Мицкоски за измените на уставот. Едно од нивните барања беше широка влада без партијата на Ахмети и одржување предвремени парламентарни избори. Види, ја очекувам дека ќе има уставни измени затоа што има и взаемно прифатливо решение. ВМРО инсистира на предвремени избори, од другата страна имаме спремност да се одржат тие предвремени избори, но под услов да се направат уставните измени, така да тоа би било соломонското решение. Дали тоа ќе се случи со консензус, дали тоа ќе се случи со тесно двотретинско мнозинство, тоа треба да видиме. Јас сум прилично оптимист дека уставните измени ќе се случат, но кај нас е можно. Можно е да се оди и во друга крајност. Во однос на потегот на ДУИ, Муслиу вели дека партијата политички добро одиграла, зашто една од пречките за ДПМН сега се отстранети. Тој условот кој зависеше од нив и кој за мене нерационално се постави, затоа што ДУИ не се во влада затоа што така одлучиле или така сака, туку затоа што ги добиле мандатите за тоа. Они тоа не го прават, пак ви велам, од некои трети причини или затоа што им досадило или затоа што не сака да бидат таму, туку затоа што покажуваат некоја спремност, па дури и со колективна штета, нели, да направат остапка за да се усвојат уставните промени. Ние сме дојдени во таа фаза дека ние сами сега во моментот одлучуваме дали ќе ги отвориме поглавјата или не. Уставни измени со вакви фолирања нема да има, велат од ДПМН. Бараат неотповикливи оставки не само на министрите од ДУИ, туку и на оние од СДСМ, истите да стапат на сила веднаш и да се оди на брзи избори. Евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир во интервју за Охрид Нјус пак вели дека ако не дојде до промена на уставот, тоа ќе значи дека процесот на ЕУ интеграција на Северна Македонија ќе застане. If the constitutional changes are not made, and then what it means in practice is this process that we've started will halt, will stop there until the changes happen. Other countries who are also negotiating will move forward, probably move forward in the meantime, such as Albania, they will probably move forward. I'm not saying that as any kind of warning, or it's just a simple statement of fact. Will the European Union disappear? Certainly not. We want this country in the European Union. We believe that we have all to benefit from your membership. So we will continue to engage, we will continue to provide support, but the difficulty is that you will not have the framework of this accession negotiation process to accelerate, to speed up the reforms which are necessary both for citizens, and I think very much what they're looking for, and to come close to the EU. Гер подсетува дека ова било дел од договорот заснова на компромис што беше постигнат минатиот јули, а кој резултирал со отварање на пристапните преговори со Унијата. Вели дека Северна Македонија не е првата држава која имала потешкотии на почетокот на процесот, особено со билатерални прашања. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.